Ударот на пандемијата во Германија ги загрижува тамошните власти, па одлучија целосна блокада од среда. Сите продавници во земјата ќе бидат затворени, освен продавниците за неопходни производи, како и аптеките. Фризерските салони и другите дејности кои наложуваат услуги со близок контакт ќе бидат затворени. Училиштата и градинките исто така се затвораат. Наставата ќе се одржува преку интернет, а поддршка ќе добијат само оние родители кои на кој било начин не може да се грижат за своите деца. Со оглед на постојаното зголемување на бројот на инфицирани лица со коронавирусот, канцеларката Ангела Меркел изјави дека се принудени да действуваат и тоа веднаш. Мерките ќе бидат привремено олеснети од 24 до 26 декември. Во овој период ќе биде дозволено едно домаќинство да се состане со дополнителни 4 членови од потесната фамилија. И Литванија ќе ги затвори повеќето продавници од среда со цел да се запре ширењето на епидемијата на коронавирус. Бројките се застрашувачки и тажни, ризикот е сега насекаде, посочува литванската премиерка. Делумен карантин со затворени барови и ресторани трае во земјата веќе 5 недели. Балтичката земја со 2,8 милиони жители вчера регистрираше 2849 нови случаи на инфекцијата, а од почетокот на епидемијата во Литванија почина 815 лица. И во Шведска епидемиолошката слика е лоша. Голем пораст на бројот на заразени со коронавирус е регистрирани во Шведска, а поради недостаток на медицинските капацитети, соседните земји Финска и Норвешка понудија помош. Кај земјите од регионот, во Хрватска, средните училишта и повисоките одделенија во основните училишта од денеска ќе следат наставата преку интернет. Кај соседна Србија, поради лошата епидемиолошка состојба со коронавирусот ќе се воведе ПСР тест на границите и карантин, а се размислува и за ограничување во движењето. Negativan PCR u najstariji do 48 sati, a oni koji ga nemaju morat će da idu u karantin 10 dana. To je neki minimum koji mora da se ispuni. Bilo je tu i drugih razgovora vezano za neke druge metode, međutim, ovo je najsigurnije da primenimo, što se već primenjuje u celoj Evropi. Sigurno da će biti onih zemalja sa takozvane zelene liste. Na primjer, reći ću samo neke. Finska je najbolja po svim pokazateljima u Evropi ili Estonija. Доколку состојбата со пандемијата не попушта, српскиот кризен штаб ќе мора да размислува за воведување на воредна состојба и полициски час за да ја постигне целта и подобро да влезе во престојните празници. Светската здравствена организација предупредува пак дека во една од 4 здравствени установи во светот нема редовен пристап до чиста вода. Како резултат на тоа, околу 1,8 милиарди луѓе се изложени на зголемен ризик од заразата со COVID-19 и други инфекции.